Здрава и балансирана исхрана без шеќери е она што можеби сите си го посакуваме, но некако во брзиот начин на живот и немањето доволно време, често пати знаеме да постигнеме по нешто сладко кое што е богато со шеќери и не е ниту воопшто здраво. Но затоа Драгана Младеновска, која што е на многумина позната нутриционистка, но и фитнес инструкторка, од пред неколку години направи здрави путери, но и здрави крем намази, кои што секако ќе ни ја задоволат потребата за шеќер. За тоа како дојде до идејата, но и што се содржат овие путери и намази, ова утро ќе разговараме со Драгана. Драгана, добро утро. Добро утро. Веќе 4 години откако нели ги направи овие путери и намази на кои што луѓето се премногу задоволни, мислам дека ти се премногу благодарни. Како дојде до идејата, до иницијативата за да лансираш вакви производи? Вака, се дојде многу спонтано од самата потреба јас, нели, и моето семејство да конзумираме вакви здрави намази. Особено можам да кажам дека голема инспирација беше ќерка ми, која што тогаш беше малечка, сега е 6 години, тогаш беше година и пол, две кога работевме на тоа. Реално пред да почнам да ги продавам производите и пред да размислам воопшто за тоа да ги понудам на луѓе, ние дома ги конзумиравме, пробувавме повеќе комбинации, нели, да дојдеме до таа текстура, до тој вкус на кремот, и кога дојдовме до вистинскиот однос на состојките, рековме тоа е тоа, ова треба да се проба. И тоа беше всушност мотивацијата, затоа што кога видов колку е тоа вкусно и колку навистина може да замени еден крем кој што на секој детенце му е, нели, секој дете сака да јаде леп со кремче, а тука добиваме една навистина голема нутритивна бомба која што има вкус, речи се идентичен како кремот. Сакав тоа да допре до што е можно повеќе луѓе, до повеќе дечиња, и денеска сум срекна што овие кремови и путери се дел од исхраната на многу деца и на многу семејства. Така, која е тајната состојка, еве, може ли што содржат, се ако може да ни споделиш овие путери и крем намази? Да. Тајната состојка е да ги правите работите со многу љубов првин. Значи, кога почнав, не ми беше целта да правам масовно производство, да заработувам од тоа, нити пак денеска ми е целта профитот, нели, единствена, туку ми е целта да дадам квалитетен производ. И всушност најголемата да речам убавина во сето тоа е едноставноста, затоа што во моите путери буквално нема ништо. Станува збор за сосема природен производ. Путерите се 100% јатки. Значи, буквално имаме путер од лешник во кој што има само 100% лешници, нема масло, нема додатоци, нема ништо. Во кремовите имаме само ливадски мед, путер од лешник или путер од кикиритки соодветно, бидејќи имаме два типа, и какао. Значи, буквално едноставноста е тоа кој што ги прави посебно, и секако техниката на подготовка. Тоа беше она кој што ги направи малце поразлични од другите путери, затоа што користиме машина и метод на подготовка кој што е специфичен и кој што навистина прави многу добра текстура од путерот, и вкусот е некако посебен. Да, она што многумина, оние нели што многумина пати ги пробале овие путери, повторно нели се навраќаат на истите, но како според тебе, еве, дали се навикнуваат луѓето, еве, на здравиот начин исхрана, или еве на заменување на благото, на оние кремови кои што се нели полни со шеќери, со бои, со адитиви, со ваков тип на путери и кремови? Па дефинитивно свесноста кај луѓето расте секојдневно и многу сум среќна за тоа. И јас како човек кој што е во исхраната, во фитнесот, во подобрување, нели, моја цел е да ги промовирам здравите животни навики, се трудам сето тоа да го правам преку едукација, затоа што кога го едуцираме народот, луѓето кога разбираат зашто треба нешто да прават, се многу поподготвени да го направат тоа. На крајот на денот се е до нашата перцепција и до како гледаме на работите. Ако една мајка знае дека со тој крем ќе му овозможи на детето поправилен раст и развој, и ако таа е свесна за сето тоа, ќе му го нуди тоа, и детето ќе се навикне на тој вкус и ќе биде многу полесно прифатливо за него и на 2 и на 6 годишна возраст. А ако од мали нозе пристапиме поинаку и им даваме на децата, нели, им дозволуваме да јадат шеќери во количина во која што тие сакаат, тогаш нивната перцепција и на 10-15 години ќе биде поинаква. Значи, важен е многу стартот, важно е како ќе се поставиме и секако да гледаме на тоа како начин да си го подобруваме здравјето. Значи, здравата храна е вкусна, важно е да знаеме да ја искомбинираме во оброците, и важно е да гледаме на неа како начин со кој што си го напредуваме животот.
Така, потребно ли ни еве, Драгана, повеќе едукација на нас како млади луѓе, но еве и повозрастните со некои стари навики кои што си се носими и се провлекуваат нели со текот на времето и се наследуваат нели од генерација на генерација? Дефинитивно ни е потребна, ама како што реков, младите родители гледам дека почесто се посвесни, повозрастните си влечат некои навики. Живееме во некое, многу од луѓето кои што се повозрастни живеат во старо време, тегнат некои навики од тогаш, а сега имаме едно модерно време кое што храната воопшто не е иста како што била пред 30 години и треба да сме свесни дека мораме да се адаптираме и ние на модерното време и мораме да правиме модификации во исхраната, затоа што со тој начин на исхрана кој што тие го практикувале пред 30 на години, ако продолжиме така да се храниме, факт е дека метаболните болести, дијабетот, кардиоваскуларните болести се причина број 1 и за смртност и нели повозрастните се борат со сите тие болести, а исхраната тука може многу да помогне и дефинитивно треба повеќе едукација, но луѓето се спремни да учат. Така, што е она кое што еве ти го советуваш еве како нутриционист, нели спомена нели во разговоров многу работи, но што е она главно еве кое што треба да се водиме за да направиме еве првиот чекор и да направиме првата промена? Моје мото е секогаш дека треба да ставиме баланс во нештата, значи не треба да одиме од една крајност во друга, затоа што ни тоа не е нели нити здраво нити убаво. Многу е важно да како нели да внимаваме и на нашето психичко здравје. Не е само да се ставиме на некаква рестрикција, туку буквално да направиме баланс во внесот на храна, да внесуваме што е можно поразновидна храна, не мора да се откажеме ни од благото, ни од, значи буквално можеме да така е. Имаме и замена, но и некогаш да јадеме и воопшто рафинирано благо, тоа да биде умерено. Значи мораме да бидеме умерени, да внесуваме што е можно поразновидна храна, да бидеме физички активни, да се движиме, затоа што и тоа е клучот за добро здравје и на тој начин ќе имаме оптимално здравје. Да, овие путари и крем намази се секако многу богати, нели, со она што ќе ни добиеме, ќе извлечеме од нив, нели, многу придобивки за здравјето. Каде како може тебе да ги најдат луѓето? Путарите се прават исклучиво со нарачка, значи со онлайн нарачки на сајтот shop.fitlife.com.mk. Ги правиме исклучиво по нарачка, затоа што, како што кажав, немаме масовно производство и произведуваме колку имаме побарувачка и всушност и тоа е една од тајните зашто се толку вкусни, затоа што секогаш се тазе. Никогаш не продаваме производ кој што е направен пред 6-7 месеци, буквално најстар производ што може некој да добие 2 недели. Така што со нарачка може да се подигнат, нели, ако некој живее во Скопје, во близина на мојата сала за вежбање, да направи нарачка, да ги подигне тука или со достава на адреса. Драгана, ти благодарам за одвоеното време и се гледаме во наредна прилика со повеќе совети, нели, за здрава храна и како да пристапиме, нели, еве, да го направиме и првиот чекор кога сакаме да направиме никаква промена за нашето здравје. Благодарам и вас.